Уште од 1977 година, кога се појави караванската изведба на легендарниот V123, ваквите модели на Мерцедес имале значајно место во пазарната понуда на марката. Купувачите ги ценеа заради својата практичност, која се надградуваше на сите други особини по кои возилата со трикраката ѕвезда беа познати. Сега на нив се додава и електрификацијата. Како пандан на деловната лимузина покажана пред 2 месеца, и караванот на новата Е-класа ќе доаѓа со нови погонски склопови со хибридна помош. Основата ја чинат дволитарските 4-цилиндрични агрегати, еден бензинец и еден дизел. Тие располагаат со 204, односно 197 коњски сили, на кои електромоторот додава уште 23. На врвот во моментот се наоѓа плагин хибридот со истиот бензински мотор, но со уште 129 електрични коњи и батерија која ќе го одвезе солидни 113 километри со нула емисии. За иднина, германскиот производител најавува уште помоќни верзии, кои како и сегашната ќе испорачуваат исклучиво со 9 степена автоматика. За разлика од претходните, новата караванска генерација на Е-класата има похрабро стилизиран заден дел со силно наклонет столб, изведен возилото да асоцира на шутинг брейк. Големината на просторот за багаж варира во зависност од погонскиот склоп, па така благите хибриди имаат 615, а плагин изведбата само 460 литри. Причината за тоа се батериите сместени во подот на багажникот. Воздушното ослонување на задната оска е дел од сериската опрема со цел да се обезбеди поголема стабилност на товаренното возило. Посебно ако се влече приколка која може да биде тешка до 2100 кг. Интересно е што куката за неа се извлекува со притисок на копче во багажникот. Полето на кое се очекува новата Е-класа караван најмногу да ги одушеви купувачите е уредувањето и квалитетот на патничката кабина. Секако и списокот на опремата на кои се среќаваат и елементи по потекло од С-класата. Имплементирани се неколку нови технологии, од кои најзабележително е свежото издание на MBUX системот со вештачка интелигенција, која е во состојба да ги препознава навиките на возачот. Мерцедес се надева дека секој пети продавен примерок од новата Е-класа ќе биде во караванска верзија. Се очекува новитетот да се најде во салоните во текот на летото по цена за која не се знае колку ќе биде поголема во однос на претходната генерација. Во иднина можно е и АМГ да се позабави со новиот караван, вградувајќи во него некои од своите веќе познати погонски склопови.